Добре, криптоентузијасти, денеска видеото ќе биде малку покомплицирано, но ќе се обидиме да објасниме кои се, да речем, најголемите ризици, доаѓајќи од финансиски аспект. Значи нема да разговараме за потенцијална, не знам, COVID 2.0, нема да разговараме за птичи грип, нема да разговараме за ништо што не е во склопот на финансиите и економијата. Сега ќе разговараме исклучиво за финансиски и економски појави кои што можат на еден или на друг начин да делуваат на така речено пазарот во следниот период. Значи сега моментално ќе споредиме и некои други изјави кои што јас не се сложувам и ќе кажам зошто. Нормално ќе ви дадам вие да одлучите дали нели сум во право или не, нормално, со оглед на фактот дека ова се двајца реномирани технички аналитичари заедно со уште еден канал кој што јас многу го почитувам, а тоа е Heresy Financial. Значи овдека имаме двајца техничари, тоа е Герет Солоуе, Бенџамин Коен, на вистина, значи јас лично сум научил доста од нив, со тоа што нормално секој има свое видување на пазарот, јас ќе ги изложам моите аргументи, они ќе изложат нивните, значи на тој начин ќе добиете некоја целосна слика за очекувањата во следниот период од самиот економски сектор, а со тоа нормално и вклучувајќи во криптопазарот. Значи постојано кажувам дека едноставно не можеме да се фокусираме само на криптосекторот, знаете и сами дека во оваа ситуација криптосекторот е многу поврзан со економијата и не можеме едноставно да гледаме само една страна без да гледаме целосната слика. А во отсуство на технички аналитичари или пак останати луѓе кои што можеле да разговараат со мене на оваа тема, морам да прибегнам на ваков начин на напоредна анализа, каде што ќе пуштиме дел од клипови од нивните анализи, со цел да видиме што ние мислиме за сето тоа и како нели понатаму практично би очекувале да заврши оваа следна година, со тоа што главниот заклучок кој што треба да го извлечете од ова видео е што очекуваме од периодот, од моментов, преку крајот на оваа година и почетокот на наредната. Значи, не зборуваме за после халвингот, кој што треба да биде во април 2023-2024 година, се извинувам, туку зборуваме за овој период од, да речеме, помалку од 10 месеци, во кој што они има едни очекувања, јас имам други очекувања, со тоа што нормално на крајот треба вие да извлечете сами ваш заклучок. Значи, проблемот е што они имаат крајно негативни очекувања, посебно кога станува збор за алткоините, што е разбирливо, но ќе поразговараме околу тоа малку повеќе и ќе образложам зошто јас мислам дека дури и да имаме негативно сценарио за алткоините, пак повторно ни се исплаќа повеќе да користиме алткоини наспроти купување на биткоин и етериум кои што се посигурни. Вака. Значи, прво, пред да почнем со нивните, да речем, излагања, морам да напоменам дека ова се луѓе кои што се на пазарот веќе неколку циклуси. Посебно Бенџамин Коен, кој е на пазарот уште од пред 2017 година, зборуваме периодот 2015-2016 и еден од најголемите бул маркети на биткоин. Сега, каде е овдека проблем? Значи, секогаш тоа го кажувам и сакам да го запомните многу добро. Пред да продолжиме на анализирање на пазарот, би сакал да ги изложам моите аргументи зошто јас лично верувам дека е многу подобро финансирање во алткоини наспроти финансирање во биткоин, па потоа негде во текот на циклусот на алткоин. Значи, првенствено јас морам да ви напоменам дека јас сум инвеститор. Јас не тргувам, така да тоа мора да го земете во препит, затоа што кај мене инвестициите се за барем една година, а и многу подолги, така да кога инвестирам, купувам и не продавам. Тоа се коини кои што ги држам до крајот на самиот бул маркет. Така да во оваа ситуација сакам тоа да го запомните многу добро, затоа ако сте трейдер, тогаш ова што сега го кажувам за вас не важи. Трейдерите имаат сосема друг вид на однесување кон пазарот, така да обрнете внимание дека ова што ќе го кажам моментално исклучиво важи за инвеститори, а дополнително фактот што јас сум на Малта и на инвеститорите не им се наплаќа данок е дополнителен аргумент поради кој што јас она што го држам моментално го чувам повеќе од една година, кога практично се претвара во странски капитал на кој што нема никаков данок. Така да за мене многу повеќе се исплаќа да купам алткоини кои што ќе ги држал целиот циклус, отколку да купам биткоин, па негде во текот на бул маркетот да го променам во алткоини кога истите ќе почнат да прават аутперформ. Да, ако мојата кариера е исклучиво крипто и ако имам доволно време да го следам пазарот, тоа е најпрофитабилната опција. Односно, купувате она добро кое што е најмалку ризично, биткоин и потенцијално етериум во дното на пазарот и дури ако проложи доди надолу, вие сте го купиле доброто со најнизок ризик, додека кога ќе почне да се движи нагоре и веќе е потврден бул маркетот, нормално тоа го раситнувате и го прераспределувате во други алткоини. Но тоа вклучува тргување. Тоа мене би ми направило да треба да платам 35% на моето целосно портфолио, така да поради оваа причина
директно инвестирам во алткоини. Тоа е првата причина. Втора причина која што е многу битна. Не заборавајте дека вакви луѓе, посебно оние големи канали, Altcoin Daily, кој што е делумно, да, промовира и алткоини, но претежно се држат до Bitcoin, Ethereum. BitBoy Crypto, CoinBiro, Benjamin Cohen, значи има еден куп големи канали кои што на вистина се познати, има што да се научи, но они се на пазарот веќе неколку циклуси. Богатството кое што го направиле, они дури и да го дуплираат, да го труплираат, ма доволно е да го дуплираат, ма не мора ни да го дуплираат, и 50% нека направат профит во еден циклус, они се во тебел плюс, затоа што ако вие имате 3 милиона, а сте направиле 50%, вие на крајот од бул маркетот имате 4,5 милиони. Така да вас не ви е потребно повеќе, се разбираме. За разлика од тоа, оние кои што сега почнуваат, па дури јас би се ставил во оваа ситуација, значи имаме многу помал и поограничен капитал. Сега, за да го образложиме ова, јас направив неколку, така речено, анализи, каде што ги земав трите циклуси и ги најдов алткоините заедно со биткоин во последниот месец од бул маркетот. Каде што имаме, значи да видиме кои се алткоините заедно со биткоин кои што биле во тоа време присутни и ги запишав процентите на профит кои што би ги направиле потенцијално, да речеме дека сте мастер трейдер и ви успеало да купите на најниската точка во bear маркетот и продадете на највисоката точка во bull маркетот. Односно, тоа што сакам да ви го покажам моментално. Значи ги имам моментално во трите циклуса најдобрите перформери, зборувам топ. Значи не зборувам сега некои 400 коин, зборуваме значи топ, да речеме првите 10, оние кои што се уште се присутни на пазарот, значи кои што се уште ни се познати. Не ги земам пример овде као Omni, Peer, кои не NXT, значи тоа се коини кои што давно престанале да постојат. Ги земаме оние кои што се присутни на пазарот и гледаме како изгледа првиот циклус и профитите и како понатаму имаме намалување на профитот на биткоин, а зголемување на профитот на алткоините, затоа што биткоин има преголем маркет кап. Тоа е оно што постојано ви кажувам. Значи ако сте инвестирале во биткоин, еве. Значи првиот циклус, само да заклучиме. Биткоин, Litecoin, XRP се коините кои што можеме да ги препознаеме во првите 13. Така. Во вториот циклус имаме Bitcoin, XRP, Ethereum и ADA. Така, значи Bitcoin Cash нема да го земам затоа што оваа ситуација само што е настапен, така да нема ни една година, нема ни доволен чарт за да можам да го измерам тоа. Еве, ќе ги земеме тие, доволни се во оваа ситуација. Во третиот bull market, каде што имаме практично малку повеќе во оваа ситуација да спореден, че имаме Bitcoin, Ethereum, BNB, Binance Coin нормално, Solana, Cardano, XRP, Solana, Cardano, XRP. Со тоа што ќе споредиме колку биле процентите на алткоините и колку бил процентот на биткоин во сите овие циклуси. Да, доколку вие сте биле присутни во првиот циклус, нормално дека највеќе би се исплатило да имате биткоин, затоа што маркет капот на биткоин во најголемиот, значи најтоп делот на бул маркетот бил 9 билиона. 9 билиона, така. Значи тоа е ништо во споредба со денешниот, каде што он имаше 1,3 трилиони, ако не се лажам, на најдобриот дел во 2021. Сега, нормално во првиот циклус аз се исплатило затоа што биткоин направил 51.000%. 51.000% добивка ако сте купиле на најниската цена и сте продале на највисоката, што е невозможно, но еве ќе ги земеме екстремите за да видите како тоа изгледа. Додека Litecoin и XRP, затоа што станува збор за прв bull market, направиле скромни добивки од 2000 и 1847%. И да, Ethereum не постоел кога Ripple бил на врвот на табелата. Значи тоа да ви биде јасно, тоа го кажуваме постојано и Ripple се уште е присутен на пазарот. Ripple е еден од најстарите коини за оние кои што имаат проблем со Ripple. 2017 година гледаме дека се намалува процентот на добивка на биткоин, со тоа што биткоин во оваа ситуација, значи со 237 билиона, значи имаме големо напредување од бул до бул, успеал, значи, од најдлабокиот дел во 2016 до највисокиот дел во 2017 година да направи 12.500%. Така. Додека XRP направил 118.000% од најдлабокиот до највисокиот. Ethereum направил 335.000%. ADA, за жал, немавме чарт, не можев да најдем соодветен чарт, каде што би можел да го измерам тоа, но гледајте разликата. Доколку сте купиле алткоини и сте купиле биткоини, сте ги чувале во овој циклус. Па дури да сте купиле половина, па дури да сте купиле 1/3 од патот на Ripple нагоре, вие 1/3 од ова се 30.000. Пак ќе сте имале дупло во профит од тоа што го направил биткоин. Дури ако сте купиле Ethereum само 1/3 од чартот нагоре, ќе сте имале 100.000, што е 10 пати повисоко од профитот кој што ќе сте го направиле со биткоин. Така?
Третиот бул маркет, каде што биткоин сега веќе зборуваме за екстремно висок бул маркет, значи екстремно висок маркет кап, она што постојано окажуваме, значи иако знам дека беше негде околу 1,1, 1,2 или 1,3 како и да е, не ни менјава многу со оглед на фактот дека е веќе поминато. Значи биткоин достигна повеќе од 1 трилион. И вкупниот процент, ако сте го купиле на 3000 и сте го продале на 69.000, се зборуваме, значи максималниот процент кој што сте можеле да го добиете е 2100%. Така, тоа е 21 пат добивка. Додека за разлика од тоа, Ethereum 5700%, Binance 17.000, Solana 122.000, дури ADA, која што веќе нели е присутна еден цел циклус, 18.000, што значи дека направила 9 пати подобар профит од биткоин и 3,2 пати повеќе од Ethereum. Ripple нормално во оваа ситуација нема соодветен напредок затоа што имавме тужба. Но останатите алткоини гледаме дека масовно направиле аутперформ на биткоин. Сега, ова сакам секогаш да го земете во и тоа зборувам за топ алткоини, че зборуваме за топ 10 алткоини, не зборуваме надолу кои што направиле многу повеќе профит. Поентата што ми е во целото ова што сакам да го разберете. Сите овие канали кои што ви баат биткоин, Ethereum, да, тоа ни им одговара затоа што на крајот од денот вие сега го имате профит. Ама, ако вие сте направиле во Ethereum, да речеме, нема да направите 5000, можам да ви гарантирам. Дури во биткоин нема да направите 2000. Значи ќе сте направиле, да речеме, како и да е, 1000 пати нека е, значи 1000% тоа е 10 пати, така. И 10 пати да сте направиле од 100 евра, тоа се колку? 1000 евра. Дали тоа ќе ви смени нешто во животот, така? Дали ќе ви смени нешто во животот? Разликата од тоа до алткоините и знаете како, тоа е разликата помеѓу ризик и профит. Значи некогаш ризикот е повисок, но профитот е екстремно повисок, се разбираме? Така да и затоа во оваа ситуација јас лично со пари кои што можам да си дозволам да ги изгубам, повеќе би ризикувал во алткоини кои што имаат солидна технологија, а знаеме дека порано или подоцна ваквите алткоини ќе го завземат своето место на оваа табела од топ коини, кои што едноставно веќе нема да можат туку така да бидат претркани, се разбираме? Маркет капот толку многу се зголемува, Ethereum е прост пример за тоа, и Ethereum во овие два циклуси е никој ништо, се разбираме? И Ethereum овдека е на трето место, овдека го нема ни на табелата, така? Но некој во тоа време го купува Ethereum. И сега моментално Ethereum е тоа што е. Она што сакам да ви го кажам дека како што е Ethereum, така ќе има и други коини кои што ќе си го завземат своето правилно место и кои што ќе ви донесат многу подобар профит од биткоин. Никој не ви вели да не купите биткоин. Само сакам да ви објаснам зошто кога ќе ги слушнете овие канали, толку многу форсираат биткоин, Ethereum. Затоа што нив тоа им одговара. Затоа што они веќе имаат голема количина на биткоин. И за нив да направат 2, 3, 5, 10 пати профит, тоа е премногу пари, се разбираме? Затоа што пак ќе напоменам, ако вие наместо да направите 2000% во последниот бул маркет, да сте направиле 1000%, 10 пати, а да имате 1 милион, тоа се 10 милиона. Вас не ви е потребно повеќе профит, вие немате потреба да ризикувате со алткоини. Така да секогаш кога слушате на овие канали, не заборавајте дека истите тие канали профитот го направиле во претходните бул маркети. И сега се многу поконзервативни, за разлика од новите канали кои што се обидуваат да експериментираат со алткоини кои што носат многу повеќе профит, но нормално носат и поголем ризик за потенцијален пад. Сега со тоа влегуваме во Altcoin Reckoning, кој што уствари представува една од тезите кои што ги застапува Бенџамин Коен, кој што се уште верува дека не сме го направиле дното на пазарот. Да напоменеме, гледано од претходни циклуси, она што ние постојано кажуваме, една година пред халвингот веќе дното е направено. Значи тоа сме го виделе во првиот циклус во 2012-2013 година, каде што една година пред халвингот веќе сме имале дно. Во 2016 година, пред халвингот, на една година веќе сме имале дно. 2020 година, пред халвингот, на една година, ние и пред тоа сме го имале дното, само што овде имавме ритест. Но дното е направено уште во 2019 година. И во оваа ситуација, со оглед на тоа дека халвингот е во 2024, ние во 2023 веќе го постигнавме дното. Така да, гледајќи од нормалниот биткоин циклус и од случувањата до сега во три претходни халвинзи, ние веќе сме го постигнале дното како што се очекува од еден нормален биткоин циклус. Сега, пред да го пуштам видеото, само сакам да напоменам која е основата на она што моментално го излага самиот Бенџамин Коен. Значи, тоа беше првиот дел што сакам да го објаснам, зошто големите канали се форсираат толку многу на биткоин и Ethereum, каде што нивната минимална добивка би била максимално зголемување на нивното портфолио и немаат потреба да ризикуваат во другите алткоини. Сега, го измерихме профитот со кој што објаснивме зошто
по-разбирливо е да добиете било каков профит, па макар и да сте го промашиле половина цикусот, па паднал уште 50% надолу, значи едноставно не како да ви обяснам, значи ево, затоа и уште ќе го покажам опред да продолжиме со следниот дел. Значи дури и да сте купиле Ripple, па потоа сте го промашиле, паднал уште 50%, ама сте купиле негде блиску околу дното. Вие и понатаму ќе имате масивна добивка, се разбираме, наместо 118 ќе сте имале 50.000. Сигурно ќе имате повеќе од биткоин, се разбираме. Значи дури и половина да сте го утнале, сте купиле сосема на погрешно место. Ако сте купиле онаа една година пред самиот халвинг, вие сте сигурно во добивка затоа што досега тоа ни го покажал многу пати самиот биткоин циклус. Односно сите алткоини, ако ги поставиме во оваа ситуација, значи сега ќе ги поставиме за да видите како тоа прилика изгледа, и зошто постојано кажам, значи ќе ги ставиме биткоин, етериум како најстари, само за да видите оприлика како тоа изгледа и зошто постојано кажувам дека дури и да сте утнале половина од цената, значи вие ќе сте имале супер добивка. Еве ја да ќе оставиме како три примера да речем на самата цена. Значи во оваа ситуација што сакам да ви кажам? Значи, еве, ќе го земеме последниот ciklus овде, така? Значи, дури да сте го утнале, на дното сте купиле овде, така? И да речем, во оваа ситуација сме имале корекција и цената повторно паднала, значи, во овој момент каде што сме имале дно. И тоа овде ќе имавме Black Swan event, не заборавајте, што е COVID пандемијата. Затоа и ова, на пример, они препоставуваат дека ќе има повторно Black Swan event. Значи, доколку сте купиле на Black Swan event, така? И овдека вие сте паднали уште 50%. Значи, ова е Ethereum, 50% сте паднале. Ripple нешто помалку, а да оприлика сте останале исто. Така, до самиот халвинг. Гледајте го 50% надолу, гледајте кој ви е профитот во следниот bull market. Дури да сте паднале 50%, се разбираме? Значи, наместо да имате 118, ќе имате 50. Дали вас ви прави нека огромна разлика? Вие имате 50 пати профит на оно што сте го инвестирале. Каде ќе го добиете тоа на друго место? Се разбираме? Значи, дури ако ги зумираме овдека, ама има многу помалку затоа што чартовите се многу нови, значи ова е да речеме еден нормален чарт во кој што можеме да видиме како би изгледа профитот на потенцијален Black Swan event. Дури и да имаме 50% корекција од овој момент надолу. Затоа постојано кажувам, тоа неговото предпазливо, ама купете биткоин, па после ќе смените, може да се претвори во купивте биткоин, сега е касно, затоа што најголемиот дел од профитите се веќе направени. Повторно останува на вас, но секогаш имајте го тоа во предвид. Сега ќе го проследиме оно што има да го каже, па потоа ќе разговараме што имам јас да кажам на сето тоа. Might not seem like it, but it is still tracking the .com crash, right? So look at the Nasdaq in the .com crash and само за ваша информација. Че моментално чартот кој што го работи е Nasdaq, знаете и сами, тоа е најголемата електронска берза во Америка, која што се важи за еден од побитните индикатори за тоа како се движи пазарот. Со тоа што овој период е .com bubble, односно она прво појавување на интернет, каде што поради ваквото појавување во 2001 и 2002 година имаме масивен пад на пазарот. Значи во 2001 до 2002 година имаме енормен, нели, bull market, со тоа што после тоа поради ваквото пропаѓање, така речено на ваквиот, значи од 2001 до 2002 пропаѓање на така речено сите овие страни затоа што немаат никаква профитабилност, значи имаме солиден пад на пазарот надолу поради оваа причина. Look at this double top here on the Nasdaq. It then went lower, put in a higher low, and then got rejected here off of that 20-week SMA. This looks identical to what is happening now with the altcoin market, right? You go above it, you put in... Само да објасниме што уствари ова сега представа. Првиот чарт беше чартот на Nasdaq во .com bubble, а вториот чарт е уствари чартот на Total 2, каде што во оваа ситуација имаме, тоа е Total 3, но јас ќе го земам Total 2 затоа што има повеќе информации. Total 3 уствари го зема, овдека ни се алткоините без биткоин, без етериум и без стейблкоините. Така да тоа е Total 3 пазарот кој што он моментално го гледа, а тоа е буквално овој пробив, потоа пад и ритест на bull market support бендот кој што моментално го гледаме во овој чарт. Sort of a double top, then you put in a higher low only to potentially get rejected here. And I think this is where the concern could come in is, well, what happens if the altcoin market just sells off for the next 30 weeks or so? So it would be in that type of environment where there's no longer sufficient liquidity in the altcoin market to prop up the price of Bitcoin, right? And that's how you see Bitcoin go down, but the altcoin market still, the dominance of Bitcoin still goes up just because the altcoin market is going down even more. And by the way, if the altcoin market were to bleed as much as the Nasdaq did from this point, it would still be about another 50% drop, you know? Сега, тоа е оно што моментално, ако се ќе да ви го објаснам на овој чарт,
дека пат ќе го поставиме истото. Да речеме дека од овој максимален пат кој што моментално веќе сме го направили. Еве да видиме како би изгледало кога алтовите, значи јас тој дел никогаш не го разбрав кај него зошто е толку против алтовите. Така, значи еве овде ние сме имале пат и падал проложил. Вие сте купиле едното, но падал проложил. Така, еве. Значи да земеме последниот, значи ова е буквално прост пример за тоа како би изгледал Black Swan event на самиот криптопазар, значи ова ни беше прост пример за тоа. Значи моментално што сака да ни каже? Дека што доколку алткоините и понатаму продолжат да паѓаат и тоа вели уште и 50%. Така, со тоа што овдека можеме да видиме повеќе од јасно дека на вистина првиот Ethereum паднал 50%. Значи од овдека сме имале иницијален раст по кој што биткоин продолжил да се движи хоризонтално, а Ethereum паднал 50%, очигледно. Значи вие ако сте ставиле овдека $100, вие ќе сте изгубиле $50. Така, верувам дека оприлика тоа би било слично и овде. Значи сте ставиле $100, овдека сте изгубиле $50. Така, на било која од овие валути, така. Погледнете после. Дали тоа што сте имале $50 овде би ви значило нешто кога ќе бидете овде? Во овој дел, на сите овие коини. Дали би ви значило нешто? Со тоа што повторно, споредбено, еве како ќе изгледа. Се разбираме? Значи, наместо да имате 2000, ќе сте имале, наместо 5 ќе сте имале во оваа ситуација 3.000. Така, наместо 122 ќе сте имале 6000%. Наместо 18 ќе сте имале 9. Значи, вие ќе сте пропуштиле половина, да речеме, од заработката и пак ќе имате 9000%, што е оприлика 4 пати подобро од последниот перформанс на биткоин. Така, значи, прост пример на како тоа изгледа оприлика. Затоа јас никогаш не успеав да го разберам обсесијата на Бенџамин Коен, не купувајте алткоини, не купувајте алткоини. Никогаш не успеав да го разберам тоа. Така да, јас навистина го почитувам, но он постојано ја труби истата работа. И сега јас уште еднаш ви го покажав истото. Зошто дури да продолжи да падне надоле сега, и алткоините кои што веќе направија ново дно, понатаму во следниот бул маркет сето тоа дебело ќе се исплати. Со тоа што јас, значи не можам да ви кажам што вие да правите, но јас само и понатаму ги надградувам моите позиции во алткоините. Така да, затоа и реков, до следниот халвинг на биткоин, јас не очекувам ништо посебно од алткоините, посебно нели од алткоините, а за биткоин веќе не можам да знам со сигурност. Поентата која е? Моите позиции, дури ако продолжат да паѓаат надолу алткоините, ќе бидат само многу поголеми кога конечно ќе направат аутперформанс на биткоин, кој што досега секој бул маркет го прави. Че секој нема ниту еден до сега од овие три бул маркети во кои што алткоините не го здробиле биткоин во добивка. Значи не постои тако. И затоа јас не можам да разберам, да, и ако не сум ги погодил точно позициите, јас ги надградувам, затоа и се нарекува dollar cost average. Он го прави тоа на биткоин, јас го правам тоа на алткоин. Со тоа што на крајот од денот он ќе направи, како што кажавме, 2000% на биткоин, а јас ќе направам 60.000% на Solana, 9000% на ADA. Еве, зборувам половина, не мора да биде целиот профит, се разбираме? Дури ако ги промашам. Така да поради оваа причина, уште еднаш не можам да го разберам тој страв кој што го има Бенџамин Коен, дека ако купиме алткоини па ќе изгубиме уште 50%, ако сте долго време на пазарот и очекувате следниот бул маркет, овие проекти кои што вие сте ги избрали поради причини, нели, истражување кои што вие сте го направили, не гледам причина зошто би имале страв. So that I think is the issue with the altcoin market is we haven't really deviated from the .com crash, and you could even pull up, say, like the 50 week. I mean, look at where the Nasdaq got rejected off of this double top. It was right at the 50-week moving average, and if we care to guess where the 50-week is right now, that is exactly where the altcoin market here is potentially getting rejected. So I think да. Сега. Прво беше тоа што он има огромен страв да купи алткоини поради ваквиот потенцијален пат. Затоа што ако паѓа биткоин, нормално што се случува? Од каде е ова сега моментално што го кажувам, што е сосема оправо? Значи кога пазарот паѓа, зошто паѓаат алткоините многу повеќе од биткоин? Затоа што многу од луѓето ги продаваат своите алткоини, купуваат биткоин во моментот затоа што знаат дека биткоин ќе падне најмалку и кога ќе се смират алткоините, повторно ги купуваат назад. Значи во оваа ситуација тоа што го кажувам е сосема на место. Но битниот момент кој што постојано се провлекува во овој видео е тоа што нас ни е потребна криза за да продолжи ваквиот пат. Односно, она што ние веќе го утврдивме како комплетна капитулација овдека е после FTX, после Terra Luna, после Celsius, после идиотот Илон Маск праење фат на биткоин, нема да прифаќаме веќе коини, бла бла бла. Така да, ова што он сето го кажува моментално зависи исклучиво од
понатамошна криза. Односно, заклучокот го дава поради потенцијална криза која не знаеме дали ќе настапи. Не секоја година имаме COVID, инфлација, банкарски колапси и други Black Swan евенти. Nasdaq пропаѓа поради .com меурот. Ова во криптосекторот е веќе поминато. FTX, Celsius, Terra Luna и така натаму. Со тоа што ние претходно веќе многу пати сме објасниле дека ваков тип на колапси секогаш се случува во овој bear market, кој што трае една година. И досега тоа веќе циклусно е потврдено, тоа што ние постојано го кажуваме. Односно, доколку го забележиме циклусот досега што ние постојано го трубиме, можеме да видиме дека само момент дното досега ние секогаш на 47 месеци, со тоа што од врвот до дното имаме една година во кој што ваквите колапси најчесто се случуваат. И тоа можеме да видиме дека досега во 3 наврати е сосема така. Иако можеби во 1-2 месеци има разлика, како што овдека, например, од овој па до самото дно имаме во оваа ситуација 14 месеци, во вториот bull market имаме до самото дно 12 месеци, че имаме 2 месеци разлика, а овдека од самиот врв до самото дно имаме 12 месеци, че имаме 2 месеци разлика. Во оваа една година сме направиле претходно видео во кој што сме ви покажале дека во секој од овие bear маркети имаме FTX својствено. Овдека е Mt. Gox, овдека беа некои други, сега не ги ни памтам, нели поради тоа што биле еден куп, тоа е завршена работа. Поентата е што делеверидж на оние лоши актери кои што биле во пазарот и правеле нешто што не треба да го прават, досега е веќе направено затоа што тоа циклусно го покажува досега циклусот веќе 3 пати. Значи 3 пати веќе во една година успеал самиот циклус, самиот биткоин да ги исчисти оние лоши актери кои што моментално се како што се FTX, Terra Luna, Celsius и останатите. Така да, он очекува друг настан кој што не сме го предвиделе до сега. Затоа ја постојано кажувам, значи ова што он моментално го очекува за потенцијален пат од 50%, мора да биде некаков тип на настан кој што до сега не сме го предвиделе. Значи, како што кажав, дали тоа ќе биде некаква си друга пандемија, дали тоа ќе биде рецесија или нешто друго за кое што ќе поразговараме сега нормално. Значи, он го квалифицира ваквиот пат на алткоините поради некаков настан. Значи, во оваа ситуација тоа беше .com кој што траел долго време, но повторно, траел долго време во тој момент. Ние не можеме да очекуваме дека тоа истото ќе се случи и сега. Така да, ваквата теорија него му се базира поради техничка анализа на чарт кој што во тоа време поради сосема друга криза бил во ваква ситуација. Сега моментално FTX веќе не постои, заборавена работа. Terra Luna не постои, заборавена работа. Истата ситуација и со Celsius, заборавена работа. Гледаме сосема друга ситуација, гледаме акумулација, не гледаме продавање, така да во оваа ситуација не можам да разберам зошто е толку исплашено, но останува да видиме. Според мене, доколку немаме Black Swan евент, јас не очекувам пат од 50% како што истиот моментално сака да каже. Исто така, да не заборавиме една многу битна работа која сакам да ви ја пуштаме, дека long term и двајцата се комплетно булиш. И сакам тоа да ви го покажам, значи нели они самите ќе го кажат. And I do want to mention, and Ben, I feel like this is something we almost have to have at the bottom of our screen when we do these, is that we're both very bullish longer term, but we just try to keep it real, right? I'm not going to come on here, and Ben's not going to come on here and be like, hey guys, you know, to the moon with Bitcoin and everything like that. We want to make sure that people get on the right side of the trade, or at least have a good indication about the likely probability of a move. And that's really what it is. So we are both bullish longer term, especially on Bitcoin, but we want you guys to at least be understanding of what the data is showing us. And what the data Сосема на место е тоа што го кажуваат и кажуваат дека ова што моментално гледате според техничка дата. Но повторно, тоа што двајцата го пропуштаат, значи они исклучиво се базираат на технички елементи. Не можеш да предвидиш криза со технички елементи, не можеш да предвидиш Black Swan евент со технички, не можеш ти со технички елементи на чарт да предвидиш дека COVID доаѓа, се разбираме? Поради овие причини, она што го кажуваат, они е исклучиво поради копија на претходни, нели, случувања кои што ги гледале во не во криптопазар, туку во Nasdaq или во S&P 500. Значи не може да очекувате дека исто ќе се однесува затоа што не станува збор за ист пазар. Сега, следниот дел за кој што сакам да зборам, значи повторно, во оваа ситуација заклучок би бил дека јас не очекувам да имаме пат од 50% ако не добиеме некоја многу голема непредвидена ситуација од тип на Black Swan евент кој што би можел да не доведе надолу. Без таква појава на Black Swan евент, јас не гледам причина зошто би се коригирале 50%, само затоа што чартот во Nasdaq така покажува во 2002 година. Сега,
Следен битен дел кој што сакам да ви го презентирам е енерджи сектор. Значи, моментално самиот Бенџамин, се извинувам, значи во оваа ситуација би сакал да напоменам многу битен момент од страна на самиот Гарет Солоуеј, кој што се однесува на енергенсниот пазар. За ова не сме разговарали на канал, затоа што не сме имале време да го обработиме. Момент. Добро, што не сака да запре. Сега. Значи, во овој клип е практично ова што они заедно го разговараат овдека, но истиот го објаснува многу подобро во овој клип, затоа и сакам да ви го покажам. Значи, истиот моментално дигна паника на целиот пазар, Гарет Солоуеј, дека поради растот на цените на горивата и на храната, ќе почне да расте и CPI. Нормално ова го разговараме, ако се сеќавате, значи за потсетување. Постојано ги повторувам истите овие работи. CPI и Core се два вида на инфлација, кои што моментално. CPI инфлацијата ги опфаќа сите продукти и услуги, вклучувајќи ги нафтените деривати и храна, додека за разлика од тоа Core инфлацијата е истиот инфлационен индекс без цените на храна и на горива, со тоа што е многу постабилен. Сега, он тврди дека CPI инфлацијата ќе почне да расте затоа што почне да растат цените на горивата и на храната. И јас тоа, например, со моја анализа ќе пробам да го побием, а вие донесете си сам свој заклучок. Зошто го велам? Затоа што сега, значи каде е овдека стравот кој што он се обидува да ни го представи? Доколку CPI почне да расте од целите овие падови кои што сме ги имале досега, тоа е солиден пад, значи можеме да видиме на овој чарт, че гледаме дека веќе цела година CPI инфлацијата званично паѓа и тоа веќе со многу забрзано темпо. Со тоа што последниот пат беше 1,1%, што е многу голем пад. Така. Во оваа ситуација, значи веќе Федералната резерва почнува да разговара за престанување со rate hikes, што значи дека тоа дополнително ќе го забрза растот на пазарите, а тоа се во оваа ситуација акциите, односно хартиите од вредност и нели двата индекса кои што ги следиме, а тоа е Nasdaq и S&P 500, за кои што ќе разговараме во следниот сегмент. Но сега ќе се задржиме на овој сегмент. Зошто е толку битно? Значи пред он да почне зборува, би сакал да ви го образложам ова. Он се обидува да ни објасни дека доколку CPI во оваа ситуација почне да се качува, значи нормално дека Федералната резерва ќе продолжи со rate hikes и на тој начин ќе имаме уште поголем страв на пазар. Да, така е, тоа е точно. Но сега ќе ви покажам он како тоа го гледа, а потоа ќе направиме анализа на истите овие индекси кои што он не ја прави, не знам зашто, и ќе видиме дека тоа што кажува нема толку голема логика. Hey everybody, welcome to today's play call. I've got some big stuff to divulge that is going to blow your mind. All right, we're going to talk a little bit about CPI data and why everyone's telling you out there that it's going to continue to drop. I am here to break the news that it's actually going to start to go up. What is Гледате, значи он уствари очекува дека CPI инфлацијата ќе почне да се качува. Сега, јас дополнително, за тоа што он гледам дека нема време да го направи тоа, јас ќе ви објаснам и зошто се качува цената на горивата, од каде се тоа доаѓа и зошто се очекува и понатаму да продолжи да расте цената на горивата. Погледнете. Does this mean? Well, it means inflation is going to start to rise again. This is going to make it very hard for the Fed to not only be dovish, they'll likely be more hawkish, but ultimately it's going to make it so they cannot cut interest rates. And that is going to be very critical when the economy starts to stutter later this year and potentially. Значи, главниот момент каде? Ако понатаму продолжи да се качуваат стапките на инфлација, автоматски Федералната резерва не само што ќе мора да ги задржи овие rate hikes, ќе може да додаде и нема да почне со симнување. А без да почне со симнување на rate hikes, односно со принтање на пари, автоматски не можеме да очекуваме толку добар bull market или пак толку рано bull market. Тоа е сосема оправо. До сега се што кажа е на место. Но ќе споредиме дали овие податоци кои што он ги покажува, до сега не покажуваат нешто сосема друго тоа што он ни го кажува. Going into recession. Because remember, the playbook for the Fed is recession comes for the US economy, they lower rates and print money. Well, that worked when inflation was under 2%. With 3% inflation and inflation now starting to uptick, almost impossible for them to do. So пред да почне, само сакам да го објаснам овој дел, затоа што е многу битен. Значи, она што го објаснува е дека Федералната резерва секогаш ја вади Америка, не само Америка, туку и целиот свет, од криза, кога рецесија, значи ова се овие сиви периоди на рецесија, значи моментот кога ќе дојде рецесија, они само го уклучуваат принтерот и почнуваат да принтаат повеќе пари. Колку повеќе пари во економијата, толку повеќе рецесијата се наминува затоа што секој има повеќе пари, може да купи.
Така, рецесија која ќе почне да се назадува, но ваквото назадување вештачки се одложува со тоа што се принтаат повеќе пари. Еве, дури ќе зумираме да видите како тоа изгледа. Значи, еве ќе видиме како гледате. Значи, во момент, гледате колку е постабилна оваа линија на принтање на пари, се додека не дојде рецесија. Кога дојде рецесија имаме аптик, така, повторно, рецесија, имаме уште поголемо. Значи, агулот се зголемува на принтање на пари. Затоа што секоја рецесија во Америка се решава со повеќе принтање на пари. Така, и гледаме дека како се движи нагоре, се повеќе и повеќе се принтаат пари кога ќе дојдеме до следната рецесија, со тоа што знаете и сами, дека хит е последната рецесија, во која што ние буквално, значи гледате што се случува. Рецесија и они почнуваат да принтаат повеќе пари. Така, значи тоа што кажува оно сосема така. Со тоа што оно што го напоменува е дека до сега можеле да принтаат пари затоа што инфлацијата во сите овие периоди била релативно ниска. Односно, ако ја споредиме оваа инфлација, само момент да видите како тоа изгледа, значи во сите овие периоди наназад била релативно ниска. Значи гледате, сега, нели, имало периоди каде што се качила до 6%, но со исклучок на 70-ти до 80-тите години. Гледаме дека инфлацијата не се качила никогаш повеќе од 6%. Така, значи истата била во претежно во предел на од прилика до 2 до 2,5%. Значи гледате, од 83-та година па наваму, поголемиот дел од времето инфлацијата била негде околу 2,5%, што значи дека е многу мала и може да си дозволи Федералната резерва да принта пари, затоа што и ако почне да се качува инфлацијата нагоре, тоа само ќе престанат со принтање на пари и инфлацијата ќе се врати во нормално. Така, со тоа што овдека претераа поради ковид. Значи тоа што кажа до сега е сосема на место и е сосема изводно. Така. So let's take a look at the chart. Here's inflation. Here's where food inflation is. Notice it's higher than regular inflation. Here's energy. Energy has dropped. This is as of the last CPI data. So energy collapsed over the last CPI data. And again, this is going back for the last year. So this is the kicker. If energy starts to rally, inflation is going to move up. Well, let's take a look at some charts. So let's go right in here. This is oil, guys. So check this out, right? So this is oil. Look at the run. In the last month, this is where the last CPI data came out. The last month, oil is up 10 to 15%. 10 to 15% just in 1 month. Think about what that's going to do for the month-over-month CPI. And then you go back towards a year ago, and we're getting close to the same levels, which means inflation is not going to continue to drop. Now, сега да објасниме овдека што кажа. Значи, ова моментално кажува дека поради растењето на цените на горивата, автоматски CPI ќе престане да паѓа, односно ќе почне да се зголемува. Зошто го кажува тоа? Затоа што ако се ќе објасниме дека CPI, индексот на инфлација, ги вклучува и цените на храна и цените на горива. Со тоа што овдека имате и сурови горива и цените на рафинирани горива кои што ги користиме за секојдневен транспорт. Со тоа што тоа што моментално се биде го објасни дека нормално колку поскапи се горивата, толку повеќе инфлацијата ќе почне да се движи нагоре. Инфлацијата автоматски се движи нагоре кога цените се движат нагоре на добрата кои што се представени во самиот индекс. Тоа е нормално. Сега, зошто ова што го кажа моментално нема никаква логика? Сега ќе објаснам. Значи, во ред тоа што го кажа за US Oil. Ова е индексот, а ова е цената на crude oil, на суровата, така речено, нафта, суровите нафтени деривати. Значи, тоа го споредува на дневно ниво. Еве, да погледнеме истиот чарт и да видиме што моментално он ствари ни покажа, а заборави да ни покаже на основниот чарт на CPI. Значи, он моментално ни го покажа овој потек. Така, значи, овој потек, како што кажа, он моментално пораснал добри 10 до 15%. Тоа е вистина. Еве, значи, моментално е дури 18,8%. Со тоа што почнува од јуни, а завршува негде во крајот на јули. Така, значи, оприлика за еден месец порасна за 10 до 15%. Така, од јуни до јули. Да погледнеме што се случило од јуни до јули. Значи, ние од јуни до јули имаме пад за 1,1%. Така, значи, очигледно сме имале пад, не сме имале раст на инфлацијата на CPI. Да погледнеме што се случило пред, значи, еве, со тоа што да речеме дека ова има лаг, така, што значи дека ваквото растење на цените ќе се одрази во следниот. Така, значи ќе се одрази во, иако тоа не е вистина, затоа што они практично моментално за јуни ни ги представуваат цените. Што значи дека ние во целиот овој јуни, тоест не, во право е за ова. Значи лагот е практично еден месец, затоа што ние овој раст од 10-15% ќе го добиеме дури во следниот индекс, кој што ќе го добиеме во август за јули, затоа што тоа беше во текот на месец јули. Така. Она што сакам да ви го покажам е дека ние и претходно сме имале вакви и многу поголеми растови и тоа не се резултирало со раст на CPI. Значи моментално март до април, така,
цените на горивата пораснале за 30%, не 15%, за 30%. Така, да видиме што се случило во март до април. Значи, ние од март до април сме имале повторно пад за 0,1%. Иако падот не бил голем, ние повторно сме имале пад, што значи дека не сме имале раст, иако цените на горивата пораснале за 30%. Што значи дека во оваа ситуација цената пораснала само за 15%, не верувам дека ќе има поголема разлика од ова овде, така. И уште една сме го имале истото. Значи претходно имаме иста ситуација во декември до јануари, така. Значи еве да ги земеме. Од декември, така, до јануари, значи ние сме имали раст за 16%. Истата ситуација. Да видиме што се случило од декември, јануари и февруари, така. Значи декември и јануари, дури и да имало влак, така, за еден месец, во оваа ситуација ние сме добиле 0,4% пад, иако ова е моментално од декември до јануар, кој што ние ќе го добиеме во февруари. Истата ситуација е овдека. Март до април, кој што ќе го добиеме во мај, ние сме имале пад на 0,8%. Што значи дека тоа што он го кажува нема логика. Значи нема логика. Дури во истиот месец и во следниот месец се гледа дека нема логика. Односно, зошто е тоа така? Значи делот кој што он заборави да го каже, не велам дека човекот не знае што зборува. Он знае многу добро што зборува. Делот кој што го заборави да го каже е дека моментално, ако споредиме како изгледа овој рейт хајк кој што моментално го организира Федералната резерва, и ако го споредиме со претходните рейт хајкс, значи ја гледате, US interest rate hikes depend, значи во однос на годините во кои што истиот е спроведен. Значи погледнете. Значи ние во 2022 година имаме највисок и најбрз рейт хајк во историјата на Америка. Што значи дека толку големо зголемување на цената на капиталот кој што го произведува Федералната резерва и го пушта на пазарот, со тоа што гледајте за разлика од сите останати, значи еве го 88 до 89, каде што инфлацијата успеала да стигне до 15%, па не правеле толку голем и толку брз рейт хајк. Со тоа што одека од 2022 година во првите 5 месеци, каде што нели беа оние 0,75%. Не заборавајте дека сега моментално не е 2,36, туку е 5,25, 5,5%. Значи оваа крива продолжила вака да се движи. Некако останати, се разбираме. Така да, моментално имаме 5,5, значи гледайте, во историјата, значи од 2004-2006 година сме имале највисок рейт хајк до 3,9, значи во прилика 4%, така, 4% сме имале највисок. А сега моментално сме на 5,5%, значи ние сме надвор од табелава. Ние се наоѓаме овде некаде, во најбрз можен рок. Затоа и ваквите промени на цените не делуваат толку многу на индексот на инфлација. Значи тоа е она што он заборави да го каже. Ваквиот масивен рейт хајк попрво би резултирал со колапс на економијата и рецесија, отколку што би резултирал со покачување на CPI, посебно CPI. Значи тоа не го менува фактот дека сега овие од 3 до 2% се најтешките 1% за да ги симнеме и тоа значи може да се одрази со подолг временски период. Тоа ќе го образложиме моментално на чарт кој што го имаме од страна на самата Федерална резерва, но она што сакам да го покажам моментално што он го објаснува е дека нема логика, значи дури и понатаму да продолжиме. Сега ќе испоредиме и цените на горивата и цените на храната. Let's take another chart here. I want to go back to my main viewer here. Let's look at this one. This is gasoline. Look at the run in gasoline, up 15 to 20% in the last month. Okay, 15 to 20% in the last month. And look at this, basically at 52-week highs. If you go back to June and July of last year, we were right here. We're basically right back to that. That is telling you inflation is going to move to the upside or at least stall here at 3%. Признаем дека може да се задржи на 3%, но не очекувам дека исто да ќе продолжи да се движи нагоре, дури ако се случи тоа ќе биде 0,1%. Зошто го велам тоа? Сега да се вратиме на вториот чарт кој што ни го покажа, кој што е уствари гасолин, односно цените на самиот на самото гориво рафинирано, така. Иста ситуација. Значи јануари, така, извинете, јуни до јули, така. Значи овој индекс од 19% ние ќе го добиеме реално наредниот месец во август, кога конечно ќе видиме што овој памп од 19% ќе предизвика на цената на стапката на инфлација. Значи во оваа ситуација, еве сега да го погледнеме март до април, сме имале овдека солиден памп. Значи март, тоа е 16 март до во оваа ситуација, значи 24-25%, крајот му бил во 12 април. Значи дека ние треба да видиме што се случило во мај, така. Мај, април кон мај. Значи, април кон мај. 0,8% паднала.
Иако цената на гасолин, значи на горивата кои што ги користиме во автомобилите порасна на 25%. Така, уште една ситуација, еве, декември до средината на јануар, така. Значи декември до средината на јануар сме имале 31,5%, многу повеќе од тоа што моментално окажува. И тоа е декември до јануар. И не заборавајте дека од декември до јануар бевме многу послаби со рейт хајк за разлика од моментално. Значи моментално рейт хајкот е многу повисок. Декември до јануар ние имаме 31,4%, што се треба да видиме што се случило во февруар. Од 6,4 на 6 во февруар. Значи 0,4% паднала инфлацијата. И овој момент му паѓа ово. Така, значи еве ги споредивме неговите цени со тоа што моментално го кажува. Значи дури и на толку големи скокање на цената со многу помал рейт хајк, кој што тогаш бил помалку од 4, значи ние сме имале практично пад на инфлацијата. Така, еве и третиот критериум ќе го земеме во препо. Lastly, I've got to show you this, guys. We talk about food, right? Food being a key component. We saw inflation in food was still positive versus oil and energy was negative. Look at this. This is the DBA, which is an ETF that tracks agriculture. So wheat, corn, all of that stuff. It's at 52-week highs, up significantly in the last month. And again, year over year, we're at 52-week highs. So inflation is coming back. And this makes it almost impossible for the Fed to be dovish. Точно. Значи тоа што го кажува е навистина така. Доколку се случи инфлацијата да почне да се качува нагоре, макар и постепено, значи Федералната резерва ќе мора дури и да додаде рейт хајкс и да ги задржи за многу подолго време. Тоа е во право, што се мене на место. Но, повторно, еве го истиот тој чарт, значи еве го DBA, така, истиот чарт кој што го користи. Еве да погледнеме претходните скокови кои што ги имаме. Така, и истата ситуација, значи истиот чарт, така, значи во март скокнал за 9%. Така, значи во март до практично април. Што значи дека во мај ние треба да имаме некаков ефект. Така, во мај ние сме имале пад за 0,8%. Еве да продолжиме. Значи е последен скок кој што го имаме од јуни до крајот на јули, практично кој што ние го добивме во јули. Така, јуни, значи индексот кој што он го кажува пораснал 9% повторно. Значи ова продолжува да расте 9%. Што се случува јуни кон јули? 1,1% пад на CPI. Каде е скокот, каде е падот? Значи и понатаму продолжува да паѓа наспроти она што он го кажува. И ако продолжиме наназад, ќе го добиеме истото кој што го добивме во претходните два чарта кои што он ни ги представи. Зошто го велам? Значи, моментално ние имаме многу поголеми грижи од зголемување на CPI инфлација. CPI инфлација да остане на 3% нас нема да ни направи голем проблем, затоа што најбитниот дел кој што нас ни е сега моментално толку битен е Федералната резерва да престане со рейт хајкс. Односно, дури да се качи малку инфлацијата, кој што јас реално не верувам, се качи ќе биде 0,1%. Затоа што овој дел од 3 до 2% рековме дека е најтежо. Дури да се качи малку постепено. Нас најголемиот проблем ни е самата Федерална резерва да престане со нови рейт хајкс. Зошто? Затоа што DXY, она што ние постојано го покажуваме, постојано расте и одбива да влезе во bear market поради новите рейт хајкс. Со тоа што ние треба да додадеме и новата рейт хајк, која што добивме пред само некој ден, затоа што нели очекувавме и знаеме што ќе добиеме, значи ние практично добивме веќе памп уште пред да биде кажана 0,25%. Гледајте. Значи овој памп кој што моментално го гледаме на DXY е затоа што беше oversold, значи препродаден, но тоа не го менува фактот дека дополнително беше засилен поради Федералната резерва и веќе обзнанениот 0,25% рейт хајк. Така да во оваа ситуација, кога конечно ќе престанеме со рейт хајкс, значи луѓето ќе престанат да веруваат во DXY. Тоа е она што нас е многу побитно од потенцијално, да речеме, да се качи 0,1% инфлацијата. Инфлацијата сега тука ќе биде уште долго време. Нас битниот дел ни е кога конечно ќе испадне Федералната резерва и ќе каже ние веќе не ставиме нови рейт хајкс. Тоа е многу побитно од инфлацијата ќе се покачила 0,1%. Затоа што во оваа ситуација нас инфлацијата не ни го диктира bull маркетот. Нас ни го диктира кој? Ни го диктира DXY. Зошто? Ќе се навратиме повторно на истата ситуација, ќе го додадеме моментално и биткоин, и DXY, и извинете само момент. Значи рековме биткоин, ќе го додадеме и Nasdaq. Само не на кирилица.
и ќе го додадеме во оваа ситуација и S&P 500 за да бидеме комплетни со она што моментално го истражуваме. Значи S&P 500, New Scale, уште еднаш. Инфлацијата во оваа ситуација само на некој начин помага на rate hike, да се направат rate hikes и да се буста практично, значи вештачки цената на самиот DXY. Односно, како што покажавме, сите овие rate hikes до сега го направило bull market кој што немаше да биде волку висок ако не беа rate hikes. Но, делот кој што ни е најбитен е дека секој bear market на DXY, претходно гледано, гледајте, 2017, 2018, резултира со bull market, како на Bitcoin, така и на DXY на Nasdaq. Bear market на DXY од 2020 до 2021, bull market на Bitcoin, bull market на Nasdaq, bull market на S&P 500. Во оваа ситуација сме дојдени до момент да конечно добиеме bear market за DXY, кој што се уште не може да влезе во полн ефект поради ваквите rate hikes. Кога овие rate hikes конечно ќе бидат запрени, тогаш за прв пат ќе можеме да разговараме за потенцијален bear market во полн ефект на DXY, а bull market на Bitcoin и на S&P 500 и Nasdaq. Така да гледате ли зошто многу побитно е да испадне и да каже Федералната резерва дека нема веќе да има rate hikes, колку што нас веќе во тој случај, верувате ми, кога ќе каже дека нема веќе rate hikes, единствено знаете што ќе се чека, кога ќе почнат да ги намалуваат rate hikes. Сега да се вратиме на тој дел. Значи, првенствено, само момент, и овој дел не го објасниме. Зошто цените на горивата растат и ќе продолжат да растат? Тоа не го објасниме. Значи, ОПЕК представува оној картел од најголемите производители на горива, кои што моментално, значи, со цел да се надмине санкцијата која што е ставена на Русија, со цел да се бутне цената на Русија, а со тоа ја буткат и цената нормално на сурово гориво на сите останати производители, значи ставија кап, ставија најголема цена по која што треба да се продава одреден барел нафта. Нормално, за ова да го поништат, значи картелот на ОПЕК, предводен од Русија и Саудиска Арабија, како најголеми два производители во светот, потоа и Иран и останатите, значи одлучи да го намали производството на нафта. Односно, што се случува? Ваквиот раст на цените на горивата, без разлика дали е тоа на сурово или рафинирано гориво, е директно поврзан со ова непишана војна, која што моментално се одвива помеѓу Западот и Истокот, со тоа што моментално за да се наштети на економијата на Русија, се става ваквиот кап, кој што очигледно се надминува. Зошто? Затоа што вие џабе имате кап кога од другава страна имате намалување на производството. Колку повеќе одредено добро е помалку на пазарот, неговата цена нормално е да расте затоа што го има помалку на пазарот, затоа што имате голема конкуренција и луѓето се напреваруваат кој ќе плати повеќе за да го земе ова добро затоа што се помалку го има на пазарот. Поради тоа гледаме дека се повеќе и повеќе се намалува производството на гориво во светот со цел да се победи овој кап кој што моментално не да е победен, туку е избриша од постоење. Како и да е. Тоа е причината поради растење на горивата, на цената на горивата. Сега, не заборавајте дека ова нема да трае вечно. Ова е само моментално, кое што е продолжено и во почетокот на 2024 година, со цел да се зголеми цената на суровите горива. Дали ова ќе резултира со минимално зголемување на инфлацијата или не останува да видиме, но не заборавајте дека ваков тип на rate hike, кој што досега не се видени, значи би успеале да задржат под контрола, затоа што уште еднаш ќе напоменам, попрво би крахирале банките или пак економијата пред инфлацијата да направи ютърн. Зошто е тоа така? Затоа што научени од лекцијата која што ја добиле во 1970-тите години, че тоа веќе многу пати сме го објаснили, ќе објасним уште еднаш, значи поучени од оваа лекција овде, каде што вие практично имате грешка, така речено, во проценките на самиот ФЕД, значи во оваа ситуација вие што направиле, оно што многу пати сме објаснили до сега. Значи, не успеале доволно да ги дигнат високо rate hikes и почнале да ги симнуваат премногу рано и повторно, значи што се случило, инфлацијата направила втор пик, така, и достигнала неверојатни 15%. Моментално, за да не се повтори ово, они и пребрзо и премногу ја дигна, значи моментално rate hike, односно каматата, што јас верувам дека ќе резултира со крахирање на економијата, а не со зголемување на инфлацијата. Сега, дополнително за тоа да не заборавиме, дека и самата Федерална резерва излезе на последниот состанок и кажа дека веќе не очекуваат рецесија. Добро, не можеме да ги земеме нормално во предвид, зошто? Затоа што они прво не очекуваа инфлација.
Па кога дојде инфлацијата, кажаа дека инфлацијата ќе била транзиторна и немало да трае. Па сега кога инфлацијата се покачи, кажаа дека инфлација ќе имала ама блага. Па кога конечно се извинувам, рецесија ќе имала ама блага. Па кога конечно се докажа технички рецесија во Америка, ги сменија критериумите за да нема рецесија нормално. Сега кога се очекува рецесија, они кажуваат да нема да има рецесија. Значи ништо не е за верба на Федералната резерва, но тоа не го менува фактот дека својата работа моментално добро ја работат и на вистина е сина инфлацијата на еден или на друг начин, без разлика дали ние ги ценим или не. Проблемот е што они на крајот од денот и сами не знаат што зборуваат. Значи пред само еден месец нивниот оддел во Њу Јорк кажува не само што ќе има рецесија, туку значи ова е еден од највисок, пазете, значи во последните 4 декади според индикаторите кои што ги следат, ова е најголемата можност за рецесија. Значи најголемата можност за рецесија, така? А сега еден месец подоцна кажуваат дека нема рецесија. Значи не се заверба, тоа повеќе од јасно. Рецесија верувам дека ќе има. Сега влегуваме во следниот дел каде што рецесија на некој начин може да биде и добра работа. Пред да продолжиме за рецесија, сакам да напоменам уште една многу битна работа, дека истиот овој тип, значи да не заборавиме, уште од самиот почеток на да речам bear маркетот тврди дека биткоин ќе стасне до 9000. Да не забораваме дека истиот кажуваше дека нема теоретски шанси да поминеме 30.000, поминавме 30.000. Потоа истиот тврдеше дека ќе стигнеме до 9000, никако да отидеме до 9000 и сега еве го повторно пред само неколку дена, значи ова е пред 13 дена, пред 2 недели. Previously said that you do see Bitcoin dropping to 12 or 13,000, and if it drops through that support line, then it could go as low as 9,000 Yep. in 2023. Yeah, so 2023, maybe into 2024, the 9,000 one. But I do think by year end, it's very possible we could see 12 to 13, or at least double bottom at 15.7. What would take Bitcoin then? That's going to be risk. It's going to be risk adjustment, meaning that de-risking in the system. There's again, Bitcoin is going through this crazy period where people are just gambling on these coins. And I've said this before, but I've never seen other coins. Yeah, on the other coins, but it's all the psychology of it, right? It's when people feel like they can gamble and they can just sell it to someone else higher, and they know deep down there's no utility. That is not a sign of a bottom in a market, like a Bitcoin bull market. It's the sign of a top. Вака се, значи она што го дроби овдека што нема никаква врска, оно се обидува да каже дека моментално ние сме во некој си своевиден врв на пазар. Значи нема никаква врска. Зошто го кажувам тоа? Затоа што ако го погледнеме моментално чартот, прво макро чартот на биткоин. Значи да погледнеме тоа што кажува они, да видиме дали историски има било каква врска од она што моментално го кажа. Значи он прво кажува дека алткоините сега ова го базира на 3 алткоини, на Пепе. Така, зошто го кажувам ова? Он постојано го кажува ова дека кога алткоините почнуваат да се продаваат за некоја си баснословна цена која што нема никаква врска со реалноста, тоа значи врв на еден да речем бран, ајде бул маркет да речем. Зошто нема никаква логика? Затоа што тоа е еден коин. И не може поради тоа што Пепе се продава со не знам колку проценти во профит, да очекувате дека ние сме на крајот на следен бул маркет. Тоа е глупост. Затоа што ако го споредиме тоа со претходниот бул маркет, каде што имавме NFTs од камен кој што се продаваше за $500,000, ако го споредиме тоа со 2017 година, каде што исто имавме IPOs кои што се продаваа со не знам колку огромни проценти во профит, значи не може врвот на бул маркетот кој што оние кои што се подолго во овој пазар знаат како изгледа, каде што буквално се е веќе напумпано до безвес, да го споредувате со еден кој што моментално направил не знам некаква си паника на пазарот затоа што моментално Пепе направил не знам 10.000% плюс. Каква врска има тоа што он моментално кажува? Втора работа која што ја кажува постојано. Ајде да видиме дали после постигнување на ботом некогаш се вратил на истиот тој ботом претходно биткоин. Тоа не значи дека нема да се случи, но ајде да погледнеме. Дно за прв пат имаме постигнато во 2011 година, по кое што никогаш не сме се вратиле ниту блиску до тоа дно. Така. Дно следен пат имаме воспоставено во 2015 година на цена од 156. Дури и следната корекција е на 204. Значи дека не сме дошли ниту блиску до претходното. Така. Значи нормално, корекции ќе има секогаш. Следниот бул маркет кој што исто така многу пита. Значи во оваа ситуација ние сме имале дно на 3000, така. Следната корекција беше на 6, значи дека ние само момент. Значи еве, ова никој не успеа да го фати. Еве нека види 4000, така. Значи негде околу 6 беше главниот пат, но како и да е. Од 3 до 4000 има $1000 моментално разлика помеѓу дното и оваа корекција која што овдека е поради голем Black Swan event. Не заборавајте, ова е голем Black Swan event кој што се случи, така. Во оваа ситуација ние веќе утврдивме дно на 15.700.
моментално се ногиме дупло од тоа што моментално сме утврдиле и пак ќе напоменам. Гледајќи историски, доколку не добиеме некаков тип на Black Swan евент, некаков настан кој што ќе може цел свет да го претвори во катастрофа, не гледам причина зошто би се вратила цената на биткоин долу, само затоа што он така мисли. Затоа што Пепе Коинот достигнал 10.000% профит. Он нема никаков аргумент во оваа ситуација, он кажува дека само така е изгледало во другите пазари. Не можеш да ги споредиш другите пазари со криптопазарите кои што се циклични, за разлика од другите пазари кои што се директно постојано водени од сентимент на пазарот. Пазарот на биткоин гледаме дека има циклични, точно определени дна и врвови. Значи точно определени, нема бегање. Значи гледајте и сами. Точно се случуваат на одредени циклуси. Сега, поради оваа причина повторно не гледам зошто би верувал на претскажувањето кој што он го кажува дека дојдеме до 9000, доколку не добиеме некаков тип на Black Swan евент кој што тоа би го предизвикал. Значи, од она што оние двајца го кажуваат, искрено јас навистина не добив ниту еден реален впечаток зошто би очекувал ново дно. Иако двајцата се доста бер расположени, без соодветен Black Swan евент, ја не гледам причина од тоа што они го кажуваат поради техничка анализа, затоа што моментално пазарот е многу воден од фундаментална анализа. Така да во првиот дел, пак ќе напоменам, значи ако станува збор за ликвидирање поради оверлеверидж, тоа го поминавме. Значи ние веќе го поминавме и FTX и Celsius и Terra Luna и останатите. Во однос на CPI, веќе разговаравме, значи да почне да се движи нагоре поради цените на нафтени продукти, тоа мислам дека го објаснивме, веќе објаснивме во однос на самите индекси кои што он ги кажува и што очекуваме од Фед веќе објаснивме со тоа што последната работа која што треба да поминам пред да продолжиме на реалните потенцијални Black Swan евенти, меѓу кои еден е доста опасен. Значи вака се. Прво мора да објасниме на многу битна работа, а тоа е моментално проекциите кои што ги објави Фед пред само еден ден. Значи во овие проекции можеме да видиме што очекуваат во престојниот период и во моментално нормално следната година. Гледано од страна на тоа што моментално го очекуваат според нивната проекција, гледаме дека GDP кој што моментално беше во пад, очекуваме за 2023 да биде така речено во многу благ раст и понатаму да продолжи да се движи многу благо нагоре. Што значи дека ако веќе GDP се движи нагоре, тогаш значи дека барем 3 од 4 четвртини ќе бидат во позитива, затоа што иначе не би можело GDP да се движи нагоре. Така, производството мора да биде попозитивно од негативно за да имаме практично движење нагоре, како и да е. Втора битна работа. Значи гледаме дека очекуваат невработеноста да расте. Сега, ова е првиот момент во кој што можеме да очекуваме дека Федералната резерва ќе престане. Значи рековме, нас не е битно Федералната резерва да престане со rate hikes и конечно да, ако ништо друго, не зголемува понатаму, барем да ги задржи овие до каде што се. Во тој момент веќе можеме да разговараме за прво луѓето да престанат да веруваат во DXY, а второ да очекуваме кога ќе биде следниот момент кога конечно ќе почнат да намалуваат rate hikes. Сега тоа сакам да ви го представам затоа што Федералната резерва веќе тоа го објави во соодветен документ, ние само треба да знаеме да го читаме. Dot plot може да погледнете, ние имаме соодветно видео како се чита, сега моментално ќе ви го објаснам. Значи тоа го имаме претходно, само ќе ви го образложам што моментално очекувам. Значи подигнувањето на невработеноста од 2022 преку 2023, значи они очекуваат истото да биде негде околу 4%. Значи дека очекуваат дека ќе биде на границата, со тоа што во 2024 очекуваат дури и да го надмине, затоа што знаете и сами дека ваквите rate hikes имаат оприлика лаг од 12 месеци кога конечно ќе удрат и на економијата и на невработеноста, што ќе резултира со во оваа ситуација рецесија. Она што го очекуваме. И јас дури ќе ви кажам дека ако мене ме прашувате, јас би очекувал рецесијата со отворени раце, ќе ви објаснам и зошто и ќе ви кажам зошто мислам дека тоа е позитивно за нашиот пазар. Значи тоа е во следниот дел. Сега, значи они веќе гледате дека со покачувањето на невработеноста, тоа значи дека веќе ќе мораат да престанат со rate hikes, дури и потенцијално да почнат да ги намалуваат, што е веќе прескажано во нивниот dot plot. Следно така, значи PCE инфлацијата, значи она CPI популарна инфлација, очекуваат значи да се намали во 2023 до крајот негде околу 3 помеѓу 2%, значи помеѓу 2 и 3%. Значи дека во крајот на годината не очекуваат да стигнеме до 2%, со тоа што очекуваат дека дури во 2024 година ќе имаме некои нестабилности и дека потенцијално оваа црвена линија е негде на 2% за конечно во 2025 конечно да стигнеме до 2%. Значи дека очекуваат дека овој 1% ќе биде толку тежок за намалување што ќе мораме дури во 2025 година да го достигнеме. Додека
кор инфлацијата, која што е уште потешка за постигнување, они очекуваат во 2023 година најниско да биде негде околу 3,2, да речем 2, ајде. Ќе отвориме моментално за да видиме што истата значи во оваа ситуација, че кор инфлацијата, дали сме да не. Значи моментално инфлацијата не е 4,8 кор, а они очекуваат истата да достигне само момент. Барем во оваа година негде околу 3. Значи до крајот на оваа година негде околу 3, нешто да речем. 2024 истата да се симне негде околу 3 и дури во 2025 да пристигне на 2%. Затоа што кажеме дека кор инфлацијата која што не ги содржи горивата и храната е многу потешка за намалување. Каде е овдека проблемот? Значи нас овие последни проценти не ни се битни. Зошто? Затоа што во 2023 година они очекуваат, значи ова се број на гувернери кои што заседаваат во Федералната резерва. Со тоа што секоја точка представува еден глас од гувернерите. Последното гласање на 14 јуни, кога е направено оваа дотплот, значи поголемиот дел, односно 2, 4, 6, 8, оприлика 9 гувернери, гласале дека до крајот на годинава треба да стигнат негде околу 5,75. Што значи дека останува уште еден рейт хајк од 0,25% да достигнеме до онај рейт хајк кој што они го очекуваат. Така. Со тоа што во следната година 2024 поголемиот дел од гласачите, како што можеме да видиме, очекуваат рейт хајкот да се симне негде под 4,5 до 4,25%. Што значи дека за цел 1% и повеќе ќе ги намалат рейт хајкс во 2024 година. Што тоа значи? Намалување на цената на DXY, нормално поради тоа што немаме вештачки памп ефект кој што и понатаму ќе дига оваквите рейт хајкс и на тој начин што имаме пад на цената на DXY во текот на целата 2024 година, а раст на цените на биткоин и останатите индекси. Истото го очекуваме од 2025 година, односно халвингот кој што ќе го добиеме од 2024 година и една година потоа кога званично треба да биде биткоин бул маркетот е проследен со намалување на рейт хајкс кој што моментално ги имаме од 5,5 до 5,75 во 2023 преку намалување до негде околу 4,25 во текот на 2024 и потоа гледајте, значи грото на гласови е негде околу 3 до 3,5% во 2025. Значи дека колку повеќе се намалуваат, толку повеќе ќе имаме зголемување на вредноста на ризичните добра. Односно ќе почне оној бул маркет кој што го очекуваме. Затоа и постојано ви кажувам, дури во 2024-2025 можеме да разговараме за потенцијални добри добивки. Сега моментално работиме на градење на портфолио, што поголеми торби. Сега, значи ова е околу Федералната резерва, мислам дека е доста јасно. Иако видеото е долго, јас се извинувам, но едноставно овие работи не можеме кратко да ги објасниме. Следна битна работа за која што треба да разговараме е рецесија и дискорелација со S&P 500 и Nasdaq, затоа што гледам дека сите препаѓаат околу оваа дискорелација. Рецесијата која што моментално очекуваме, јас не верувам дека ќе дојде поради самата инфлација, туку ќе дојде поради многу други причини, со тоа што во оваа ситуација би ги ставил долгот на Америка, невработеност, колапс на банките или колапс на економијата. Долгот на Америка е најголемиот проблем со кој што ќе се соочат во следниот период. Затоа го следам овој канал, значи нели, ова е само една информација која што он ќе објасни, а потоа јас ќе ја разработам со одредени податоци. Значи битниот дел кој што јас го очекувам во оваа ситуација од сите овие критериуми кои што ви ги објаснив за потенцијална рецесија е затоа и во оваа, да речем, рецесија која што потенцијално би настапила, значи иако можеби нема да биде толку голема и препаѓачка, тоа не го менува фактот дека можеби ќе добиеме блага корекција надолу. Но не го гледам како Black Swan event. Ова потенцијално би било Black Swan event. Погледнете. Но дури вакви Black Swan event работи во корист на биткоин и ќе ви објаснам како. Of GDP. If we take a look right here at this report from In Gold We Trust, we can see that the about 50% of the national debt here is in this 0 to 2 years range. Што уствари се биде да објасним? Ова што моментално гледате се различен тип на држави, каде што знаете и сами дека Америка не е задолжена, она е презадолжена. Со тоа што не е само колку сте задолжени, туку колку е достасаноста на вашиот долг, односно во однос на вкупниот долг кој што го имаат државите, овдека Австрија, Франција, Германија, Обединетите кралство и Америка, можеме да видиме колкав процент од практично нивниот долг е во првите 2 години,
колкав процент е во втората до петата година, значи практично од сега па натаму, колкав процент од долгот они треба да вратат во следните периоди. Со тоа што гледате, имаме различни бои во однос на тоа, првата, плавата ни е од 0 до 2 години, втората жолтата ни е од 2 до 5, третата ни е од 5 до 10, четвртата ни е од 10 до 30 и плюс 30 години. Така. Значи можеме да видиме кои од овие земји имаат голем дел од долгот да го вратат наскоро. Слушај. So this 0 to 2 years range is the big blue bar over here. We're looking at the USA over here. That goes up to about 45%. So what that means is that of all the national debt, and right now we have $32.6 trillion is the current national debt number. About half of that matures in the next 2 years. That's insane. So when the federal government has debt mature, they have to pay that debt back. Ева га се. Значи, оно што моментално го обясни, дека, како што видите на самиот почеток, од прилика 45 до 50% од вкупниот долг на Америка, кој што во моментов е 32,6 трилиони долари, значи вкупниот долг, половина треба да биде вратен во наредните 2 години, со тоа што не е, например, на 2 години од кога ќе истече, туку во текот на овие следни 2 години. Каде е овдека проблемот? Замислете кога вие од вкупниот долг кој што го досега го правеле, а они го правеле тој долг многу долго. Значи, ако погледнеме на самите чартови, само да ви покажем како тоа изгледа, моментално, извинете, на баферинг. Значи, од 1940, само да ви покажем од кога го акумулира тој долг, само момент, да го најдам долг. Значи, ако погледнете овдека, они од 1835 практично да немаат долг. Од немање долг моментално имаат 20 и во оваа ситуација 32,6 трилиона долара. Со тоа што гледаме дека она што ја постојано го кажувам, при секоја голема криза, они само пумпаат пари. Се разбираме, секоја голема криза ја решаваат со дополнително пумпање пари. Е сега, каде е овдека најголемиот проблем? Замислете кога сето ова што вие сте се задолжувале практично уште од 1845 година наваки, треба да го вратите за само 2 години. Значи од 1845 до сега има 80 години. Вие треба за 2 години да го вратите во целост. И сега оно што сака да каже со тоа? Кога Федералната резерва треба да врати волку голема количина на пари, а нема друг избор, They don't make enough money from taxes. They don't take enough money from taxes to be able to pay that off directly. They have to borrow more to pay that off. So essentially what they're doing. Значи што сака да каже? Моментално Америка нема ни приближно тоа. Значи гледавме, ако се сеќавате по некои статистики, прават околу 2 до 3 трилиона од даноци, од приходи на самата држава. Значи 2 до 3. А каде се 16,3 трилиона треба да платат? 16,3 трилиона треба да платат во наредните 2 години. Што им останува да направат, освен тоа кога не може да направат од даноци, така? Doing is refinancing half of the national debt in the next 2 years. Well, we already have interest costs at an all-time high. Тоа е вториот проблем кој што моментално се соочуваат. Значи, на страна за фактот дека треба наредните 2 години да платат половина од долгот кој што моментално го направиле, они дополнително имаат и највисока стапка по која што го позајмиле ова досега. Се разбираме? Значи, моментално претходно кога го позајмувале на стапка од прилика од 1%. Значи, од 1943 па до сега, во поголемиот период од, да речем, нивната историја, до сега позајмувале по 1%. Сега моментално, поради тоа што имаме rate hikes, значи, нормално дека и самата држава кога го позајмува има повисок степен на процент. Може би не како нас, но има повисок степен на процент. Со тоа што моментално, значи моментално е на all time high, каде што се наоѓа моментално, и значи historical high е 3,2% по кој што практично и они моментално веќе се задолжуваат. Значи практично има многу голема стапка, значи не е само што треба да го вратат овој долг од 16, практично 16, само добро, рековме 16,5, ако не се лажам. Замислете сега дополнително на тоа треба да платите и дополнителна камата на сите овие пари кои што треба да ги вратите. Така? Compared to GDP, which means that, and by the way, just to show you how fast this is accelerating, let's scroll down here to see the national debt number as of September of 2022. So little less than a year ago, it was the total national debt was at less than 31 trillion. As of right now, it is 32.6.
Значи они досега со тоа што немале половина од долгот да го вратат, значи само за претходнава година они зголемиле 1,6 трилиони. За една година го зголемиле долгот за 1,6 трилиони. Дополнително на тоа кога ќе ставите оваа висока стапка значи ова е стапка од бруто домашниот производ, која што треба да платат за, значи ова е колку треба од бруто домашниот производ да издвојат за да ја платат стапката по која што зема моментално кредити. И дополнително да не забораваме дека ваквата проекција, како што можеме да видиме, е буквално ракета. Значи се движи само нагоре, со тоа што сега моментално се задолжени негде околу 100 и нешто проценти од вкупниот GDP. Значи они треба една година ништо никој да не земе од се што моментално се случува во државата и се што работи, за да може да го платат до сегашниот долг. Но никој не смее да земе ниту плата, ниту јадење, ниту ништо. Значи се треба да оди за плаќање на овој долг кон практично Федералната резерва и приватните да речем организации, луѓе, банки и компании кои што купиле долг на Америка, се разбираме, кои што позајмиле пари. Така да гледаме дека до 2053 година очекуваат да има дупло, значи практично државата да треба не едно, 2 години да работи целосно без никакво земање пари, никој, значи ниту еден човек во државата, за да може да ги врати назад овие пари кои што моментално се должуваат. Значи тоа е мислам доволно за да сумираме каде се тоа се движи. Со тоа што во оваа ситуација, ако тоа моментално се случува, а гледаме дека се случува, значи ова се официјални информации, значи инфлацијата ќе им биде најмал проблем. Они нема да имаат избор освен да принтаат. Зошто? Затоа што ќе прави Америка кога мора да поземи повеќе пари за да ги врати оние кои што веќе ги должи, а тоа треба да го направи во наредните 2 години. Она што веќе го покажавме на самиот почеток на ова видео. Значи они нема да има никаков друг избор освен да поземат уште повеќе пари, а во исто време Федералната резерва да продолжи да принта како ненормална. А што се случува кога Федералната резерва принта како ненормална? Имаме зголемување на инфлацијата, затоа што имаме зголемување на пари на економијата, но во исто време имаме и масивен бул маркет. Прост пример, претходниот бул маркет ние го добивме поради масовното пумпање на пари. Односно, гледаме дека во периодот во кој што имавме најголемо принтање на пари, имавме и најголем подем на бул маркетот. Значи од 2020 до 2021, гледате и сами, колку повеќе пари се испринтани, толку повеќе имаме зголемување на цените на криптовалутите. Но тоа не е толку природно од нивното растење во вредност, колку што е од девалвацијата на самата валута со која што се споредуваат. Односно, знаеме и сами дека главната трговија на криптовалутите се одвива во долари, што значи дека колку повеќе се девалвира вредноста на доларот, толку повеќе вредноста на криптовалутите е повисока. Значи во оваа ситуација вие немате толку растење на цените на криптовалутите колку што имате паѓање на вредноста на DXY. Така да они нема да имаат начин освен да принтаат повеќе пари. Така да во оваа ситуација, ако тоа предизвика рецесија и криза, тоа нас нема да ни смета, затоа што тоа ќе делува на американската економија, ќе делува на американската валута, а дополнително ќе направи бум на криптовалутите затоа што ќе се девалвира доларот, затоа што Америка нема друг избор освен да принта повеќе пари со оглед на ситуациите кои што досега ги објаснивме. И да не забораваме да се вратиме назад на видеото кога што објаснувавме дека една империја умира, кога ќе имаме што? Преголемо принтање на пари и преголема инфлација која што ќе дојде поради таквото принтање на пари. Така да тоа може само да помогне на криптосекторот, не да одмогне. Значи, нели, проста математика од она што моментално ви го објаснив. Сега, следни работи кои што ги спомнавме се нормално невработеноста и колапс на банките или економијата. Невработеноста е повеќе од јасно, она што ви го кажував, колку е повисока стапката на невработеност во Америка, како што кажавме, значи до сега, многу е битно стапката на невработеност конечно да се качи, значи оваа стапка да се качи над 4%. Она што нас моментално ќе ни донесе следен бул маркет е тоа што во Америка ќе имаме невработеност. Зошто? Затоа што ако оваа стапка се качи над 4%, истата ситуација, Федералната резерва нема да има друг избор освен да продолжи да принта пари, односно да запре со rate hikes и да почне со quantitative easing и повлекување постепено на овие така речено rate hike што досега ги поставуваше, затоа што ако тоа не го направи, економијата нема да биде стимулирана и нема да вработи луѓе и ќе има уште поголемо зголемување на вработеноста, што е многу голем проблем за Америка. Сега останува да видиме дали тоа ќе се случи, но и ова е исто така причина поради која што може да се случи ваков тип на криза, која што е исто така позитивна за нас. Односно, колку повисока невработеност, толку повеќе самата Федерална резерва е во клинч да мора да престане со rate hikes. Нас не ни се битни, барем јас лично зборувам за мене. Фијат мене не ми е битен. Дали ќе се девалвира доларот, воопште не ми е битно.
Не им е битно да порасне вредноста на самите валути, макар и тоа да се случи поради девалвирање на доларот кој што ќе настапи од ваквиот момент на невработеност кој што ќе ја принуди самата Федерална резерва да престане со rate hikes. И истото ќе се случи и со потенцијален колапс на банките или на економијата. Зошто го велиме ова? Како што е, значи ова е ланчена реакција. Ако ви имате компании кои што напуштаат, многу луѓе ќе имате и голема невработеност. Така, они напуштаат поради тоа што нема профитабилност, затоа што вие сте направиле преголем притисок на економијата. А тоа го направиле зошто? Еве зошто. Значи, ваквото зголемување на цената на самиот капитал, кој што досега е во рекордна големина, значи, како што кажав, има многу поголема шанса да падне економијата на Америка, да се зголеми невработеноста, отколку да се зголеми инфлацијата, затоа што никогаш досега не дигнале толку високо и толку брзо цената на капиталот кој што го произведува Федералната резерва. Дали се разбираме сега? Поради овие причини, јас гледам дека многу поверодостојно да се случи некоја од овие ситуации, отколку да се случи зголемување на CPI или кор инфлацијата, која што нас нема да ни смени ништо посебно. Само ќе го одолговлечи ваквото на некој начин држење на rate hikes на Федералната резерва. Додека се обратно ќе ни предизвика така речено девалвирање на економијата на Америка, на валутата на Америка, што своевремено ќе постигне позитивни резултати на крипто сектор. Иако ова не можам да бидам 100% сигурен, нормално мора да видим како се одвива, можеби стравот од ваквото колабирање на економијата ќе предизвика на луѓето да почнат да ги продаваат своите криптовалути. Тоа не можеме да го знаеме, затоа што ако се сеќавате, значи во првиот момент кога имавме ние колапс на банките, така, во првиот момент кога пропаднаа оние три големи банки, Silicon Valley Bank, Silvergate и Signature Bank, ние имавме дуплирање на цената на биткоин. Затоа што луѓето бегаа кон биткоин со цел да се заштитат од паѓањето на банките и паѓањето на индексите. Значи тоа е веќе последниот дел од ова видео кој што ќе го направиме. Значи во оваа ситуација не можеме да знаеме затоа што во вториот сегмент кога почнаа да паѓаат банки, кога падна онаа голема банка, втора по големина во ако не беше Republic Bank, Republic First или First Republic Bank, така. Значи кога тоа се случи пак, за жал биткоин не направи скок. Но тоа не го менува фактот дека досега покажа самата економија дека ако се случи колапс на банките и рецесија и било каков тип на финансиска криза, значи дел од парите ќе се придвижи кон криптовалутите поради релативна сигурност која што не можат да најдат ниту во хартија од вредност, ниту пак во самата економија, односно банките. Така да ова, затоа и реков, значи ваков тип на рецесија или криза, ние потребно е да видиме како ќе се однесува крипто пазарот и биткоин во ваков тип на рецесија. Значи ние не можеме поради колапс на една банка да направиме заклучок ќе се однесува позитивно или негативно крипто сектор. Нас ни е потребен цел период на рецесија за да видиме како ќе реагира крипто пазарот. Значи јас сум спремен ова што сум го инвестирал званично солидно да се намали, но да ги видам ефектите од ваквата рецесија затоа што може да се случи сосема обратно. Значи не можат луѓето да зборуваат како ќе се одвива крипто секторот во рецесија или што ќе направи, дали ќе падне или ќе порасне, ако никогаш не сме биле. Она што моментално го кажува и едниот и другиот во ова видео, кога станува збор за рецесија, они тврдат дека поради досегашната корелација на Nasdaq и на S&P 500, се очекува дека и понатаму биткоин ќе продолжи да губи на вредност само затоа што досега имале корелација. Да, но тоа не е вистина. Зошто е тоа така? Значи во овој чарт моментално можеме да видиме сега, ова е таа дискорелација за која што зборувам. Зошто е толку битна? Значи рецесијата до сега знаеме како се одразува на Nasdaq и на S&P 500, затоа што веќе сме ја виделе многу пати до сега. Така, значи знаеме и сами ако го споредиме чартот на SPY Recession, можеме да видиме дека до сега S&P 500 автоматски само да го најдам, ево тој чарт. Значи гледаме и сами дека претежно, не, unemployment rate, само момент, да го најдам на само момент. Значи, ова е солиден час за да може да го погодиме тоа. Така. Значи, секогаш кога сме имале рецесија, кога почнала црвена точка, зелена кога завршила. Така. Значи, во текот на рецесијата ние сме имале пад на овој индекс постојано. Ретко се случувало како овдека да имаме раст. Во 90% од случаевите, например, сме имале пад. Така. Што е 1-2 случаи во кои што ние сме имале раст. Остатокот е пад. Така. Во ред. Секој од овие сиви периоди е пад. Но зошто тоа автоматски треба да биде исто и со биткоин? Значи, како што кажавме, не можеме од еден случај да заклучиме да ќе имаме пад или не. Зошто го велам тоа? Досега имавме еден колапс на банки, кога колабира првите три банки, во кои што биткоин направи 100% профит.
Додека вториот бран кога дојде, биткоин не направи профит во ред. Тоа е вистина. Но зошто во еден таков сегмент ние готово одлучивме да, биткоин ќе се однесува како S&P 500 или Nasdaq. Зошто? Од каде? Значи ние немаме соодветни информации. Зошто? Погледнете, ние не сме имале рецесија за да може да разговараме за такво нешто. Разбираме? Значи ако го исклучиме овој последен момент каде што во 2019 имавме, значи ова е до 2014 година. Во 2019 година имавме колку? 3 дена рецесија. Значи не можеме да го рачунаме тоа. Така, нас е потребен пролонгиран период на рецесија да видиме како ќе се понаша биткоин секторот. Сега овдека можеме да спекулираме. Зошто го велам тоа? Најава за рецесија има поради тоа што моментално банкарскиот сектор во Америка, повторно банкарскиот сектор во Америка, повторно Bank of America, која што беше вклучена во првиот бран во 2008-2009 година, моментално е со 100 билиона во загуба, која што не е реализирана, значи би била реализирана доколку има бенкран на Bank of America и мора да ги продаде овие харти од вредност кои што се моментално во негатива или во загуба од 100 билиона, така. Но тоа ќе се случи само ако имаме бенкран. Никој не знае дали ќе имаме или не, со оглед на фактот дека имаме многу банки кои што моментално колабираат. Пак West престана да постои. Ова е последен момент кој што го гледате. Од наредна недела ова ќе биде Bank of California. Значи моментално затоа што падна 27% за само еден ден, мораше да се приклучи кон друга со цел да практично се анулира ваквата загуба. Значи моментално реков имаме консолидирање на банките во Америка, но тоа не значи дека тоа ќе биде тивко и спокојно. Значи ако имаме колапс на повеќе регионални банки, автоматски тоа ќе предизвика бенкран. Автоматски имате рецесија, автоматски имате Black Swan event, автоматски имате криза. Кое што ќе не доведе во она што моментално јас го разговарав. Сега, зошто е битно да видиме какова е корелацијата на Nasdaq и на S&P 500. Мене ми се допаѓа што не се веќе корелира. Јас не гледам причина зошто треба биткоин да се движи како што се движат Nasdaq и S&P 500. Претходниот bear market можеме да видиме дека се движеа како Nasdaq и S&P 500. И биткоин гледаме дека практично до овој момент е исчарт. Така, но она што моментално ќе ви го покажам е дека различни сегменти од пазарот, кога имаме субјекти кои што не се поврзани со другиот дел од пазарот, значи имаме различно движење на цените. Прост пример. Во оваа ситуација кога FTX колабираше, имавме пад на цените на биткоин и на останатите алткоини, но во исто време Nasdaq и S&P 500 направи експлозија. Така, обратно, кога имавме банкарски колапс во Америка, имавме целосен колапс на Nasdaq и на S&P 500, а биткоин направи огромен бум. Така, и моментално истата ситуација во која што биткоин поради своји причини од типот на Гери Гангстер и останатите се движи во хоризонтална линија, но во исто време Nasdaq и S&P 500 се во практично bull market. Значи они само што не успеале да достигнат претходен all-time high, двата индекса. Така, значи имаме дискорелација. Очигледно во последниот дел од пазарот не имаме целосна дискорелација помеѓу овие два индекса. И тоа мене ми се допаѓа. Зошто го велам тоа? Затоа што потенцијален колапс од типот на Bank of America, која што е стратешки битна банка, која што Америка нема да дозволи да пропадне, односно ќе испринта колку треба пари и ќе ги плати оние кои што се моментално депозитари на банката, само за да не дозволи банкарски колапс на останатите банки, затоа што ќе имате бенкран. Во ваква ситуација јас би очекувал да се случи истото што го погледнавме на овој чарт, односно да имаме памп на биткоин и останатите криптовалути, а дамп на Nasdaq и на S&P 500. Затоа и велам, не автоматски она што моментално го кажуваат, не знам, Бенџамин Коен или кој да е, значи моето мислење не можеме да бидеме 100% сигурни дека ќе имаме корелација затоа што не сме имале до сега. Прости примери за тоа се овие два колапси кои што на едниот пазар делуваат на еден начин, на другиот пазар делуваат на друг начин. Така да уште еднаш ќе напоменам, рецесија, ако мене ја прашувате, е повеќе од потребна за да видиме како во оваа ситуација ќе се развива и криптопазарот, нели, предводено биткоин и S&P 500 и Nasdaq, кои што се така речено засебни во оваа ситуација. Така да со ова, така речено имаме некој заклучок кој што можеме да го доведеме. Значи, уште еднаш ќе напоменам. Падот кој што на почетокот они го кажуваат, посебно за алткоините, би го очекувал само доколку имаме некаков тип на Black Swan event кој што првенствено негативно би делувал на биткоин. Значи ова е сумирање на сите овие работи кои што досега ги кажавме. Зошто го велам тоа? Значи ако имаме некаков тип на биткоин Black Swan event од типот на Америка ги банира сите мајнери, или Америка банира крипто, или Америка нема да направи, да речем, регулатива, туку ќе направи бан на, не знам, поседување на крипто, тоа е Black Swan event кој што директно ќе удри на биткоин, директно ќе удри на алткоини, тогаш не можеме да предпоставуваме, мораме да видиме како ќе се движи самиот криптопазар. Но во спротивно,
гледаме дека поголем дел од овие black swan евенти кои што може да настапат, од типот на долгот на Америка да биде премногу висок па да мора да продолжи со притење на пари, е позитивен за криптосекторот. Невработеност, која што моментално би донела повторно престанување на rate hikes и моментално повторно воведување на quantitative easing, е позитивно за крипто, така, позитивно за биткоин. Колапс на банките и економијата, докажано, позитивно за крипто, позитивно за биткоин. Барем по дефиниција, мораме тоа да го видиме како ќе се одрази во реална состојба, но затоа и ќе напоменам уште еднаш. Без период на рецесија ние не можеме да разговараме, можеме само да шпекулираме. Но мојата шпекулација, за разлика од нивните, е позитивна, поради факторите кои што ги набројам во последните 1,5 час, и затоа мислам дека веќе можеме да заклучиме за видеото, дека на крајот од денот нормално секој треба да направи своја анализа, свое истражување, но кога би ги споредиле ситуациите досега, од она што го знаеме и од она како се понашал самиот криптопазар, ова се моите заклучоци дека поголемиот дел од black swan евентите кои што може да настапат за традиционалните финансиски фактори и во оваа ситуација да делуваат на S&P 500, NASDAQ или американската економија, не значи дека веднаш негативно ќе се одрази на биткоин и останатите криптовалути, може да биде комплетно обратна ситуација која што останува да видиме дали ќе се случи. Како и да е, јас си понатаму со 100% во крипто, моето портфолио нема да се промени без разлика што ќе се случи, значи јас треба драстично да се случи некаков си бан на биткоин на глобално ниво за да седнам и размислам дали ќе направам некаква промена на моето портфолио. Значи, вие треба да учите сами, нормално како секогаш, ова не е финансиски совет, но идејата е дека вака стојат работите на долг план и јас не гледам негативни последици кои што може толку драстично да се одразат на биткоин и криптосекторот. Одиме во 2024 година, халвингот е моментот кога очекувам конечно нашето портфолио да ни донесе солидна заработка. До тогаш останува да видиме што ќе се случи, затоа што овие економски појави кои што моментално ги гледаме, никогаш до сега не се реализирале во светот. Че ова е прв пат да видиме ваква комбинација на ефекти, ваква комбинација на случувања, дедоларизација, БРИКС, значи се тоа што моментално гледате се фактори кои што никогаш не биле заедно во еден економски период и затоа кој да зборува, значи не може да зборува од искуство затоа што никогаш ова не било искусено претходно во историјата на економијата. Како и секогаш, значи се надевам дека ова ви помогна во така речено правење на вашата стратегија, правење на вашето портфолио. Нормално ако и понатаму, нели, го поддржувате нашиот канал, се што бараме од вас е, со оглед на фактот дека каналот е бесплатен, да ни помогнете при ширење на оваа материја на македонскиот народ, со цел да го припремиме за прво финансиска писменост, а второ оваа криптотехнологија која што доаѓа и не може да биде спречена. Значи, ви благодарам доколку го направите тоа за нас, што е следната работа која што ја бараме и нормално на мала поддршка од лайк, шер, сабскрайб, комент, како и секогаш. Значи, секој коментар гледате и сами е одговорен, овдека сме да ви одговориме на сите прашања, но со тоа помагате на YouTube да ја шири оваа материја и понатаму. Знам дека видеото е малку долго, се извинувам, но некогаш овие работи подобро би ги објаснил во болни детали, отколку да ги образложам така, да речем, делумно и со тоа да оставам луѓе кои што нема да имаат целосна јасна слика според тоа што јас мислам на пазар. Така да ви благодарам, имате добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.